Здраво! Добре дојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Ова е епизода број 60. И тоа некако толку многу ме прави среќна и радосна, затоа што 60 епизоди поред зборувам, споделувам со вас и некако одлучив дека се повеќе ќе се фокусирам на некои теми кои што ми се некако познати, присутни во реалноста периодот, затоа што мислам дека така некако и јас поавтентично зборувам. Секако, кога имате барање, се трудам да унако што е во склад со мене во овој момент во кој што се наоѓам да го споделам, меѓутоа нешто кое што ми се случи пред неколку дена е во еден разговор со пријателка. Вели, леле, декември доаѓа, ужасен месец, многу гужва, ама сето тоа е затоа што не знам да кажам не. И беше интересно затоа што јас на тоа некако дадов одговор, па добро, ако знаеш дека не можеш да кажеш не, пола проблем е решен, значи само треба да научиш да кажуваш не. И секако од оваа перспектива, од оваа позиција, после толку многу години работа на себе, после цел програм асертивна каде што и ги учам жените да кажуваат не, да, може би за мене е веќе лесно, но се сетив на јас пред само неколку години, колку ми беше тешко да кажам не, а ќе излажам дека и во денешно време не ми се случува понекогаш да некако западнам во тој шаблон, да не кажувам не тогаш кога треба. Иако тоа е нешто кое што е сега многу минимално и скоро и да не постои, меѓутоа сепак е нешто кое што сум го живеела, меѓутоа оваа пријателка само ме потсети колку многу жени се наоѓаат на нејзино место и колку многу од нас имаат проблем да кажат не, но не станува збор во оваа ситуација само проблем, леле не знам како да кажам не, туку станува збор и за една тоа е нешто кое што баш буквално уште во првиот модул на асертивно го спомнувам, една позиција која што ја заземаме како жени, каде што си даваме поддршка на тоа дека е добро што сме такви што не кажуваме не, односно дека тоа значи дека сме многу добри, многу чесни, многу работливи, многу вредни. И тоа се некои уверувања кои што стојат во позадина дека е убаво да не кажуваме не, ама ете ние сме жртви, некако несвесно влегуваме во позиција на жртва, ете јас со толку многу што сум добра, не знам да кажам не, и ова е нешто кое што е толку многу често во нашето општество, кое што толку многу го имале особено нашите мајки, таа генерација кога некако жената е повеќе во позиција на жртва, ја губи моќта, а кога е на позиција на жртва, сите други некако ги несвесно мести во позиција на спасители или пак на прогонувачи, кој што е многу лош круг на однесување и ова е едно тркало на однесувањето кое што знаеме да влеземе и да не сме свесни дека сме во него и дека постојано не можеме да излеземе и да имаме некој здрав и возрасен однос. Зошто го споделувам ова? Ова може многу да тригерира, особено доколку токму ти си таа која што е во позиција на жртва, не сака да признае, тешко ја да признае, не може да го види ова, јас сум тука првата која што ќе крене рака дека јас сум дефинитивно на ова место и сум била на ова место каде што многу ми било како да кажам, прифатливо и веројатно дека ете јас толку многу сум добра што не знам да кажувам не знам да поставувам граници, тоа е како да е нешто што е убаво и пожелно и пофалено и прифатено и некако многу поддржано од целото општество. Затоа за момент само те повикувам доколку ова те истрегерира, не веднаш да исклучиш и да речеш што збори сега ова Елена, па како, туку само да застанеш за момент да се прашаш дали може би на вистина несвесно, ова не е нешто што го правиме ние намерно, со намера и свесно, туку несвесно си дошла во таа позиција да бидеш жртва, а не да ја преземеш одговорноста, да ја видиш твојата моќ и само некако да се освестиш дека е сосема во ред да излезеш од таму, да научиш да кажуваш не и да функционираш здраво во односите и нормално да имаш здрави граници за себе како би можела да не се преплавуваш и да го зачуваш својот енергетски капацитет, својата енергија, својот живот, животна енергија, како сакате да го наречеме.
И она кое што многу ми е важно, мислам дека ова е едно од најважните епизоди кои што ги снимам и се надевам дека дури и да не се најдете во таа позиција на жртва, можеби не кажувате не од друга причина, секако ова е едно од да речам, честите причини, нешто кое што всушност во позадина стои најчесто. Лесно ние, односно не ставаме граници, затоа што кога ние немаме граници, полесно се вклопуваме со другите. Да, постои во позадина една потреба да бидеме вклопени со другите, односно постои една силна потреба да припаѓаме, затоа што во минатото, па дури и денес, доколку ние не припаѓаме во заедницата во која што живееме, ние тешко може да преживееме. Во денешно време ова не е толку изразено, автентичноста е нешто кое што може многу повеќе да се пројави, но овде само би донела јас да освестиме дека ние припаѓаме и имаме право да припаѓаме дури и кога сме различни, дури и кога перфектно не се вклопуваме. Ова е тешко да се освести, меѓутоа само сакам да го донесам како и на свесност, како нешто многу важно, затоа што многу често токму најголемата причина зошто не поставуваме граници е потребата да припаѓаме и да се вклопиме со другите. Но сите и се има право на припадност, никој нема право никого да исклучи од припадноста, без разлика дали истиот се вклопува или не се вклопува. Ова ми е многу важно да го донесам, бидејќи многу често и ние, секој од нас, има право да некого отфрли, да некого отуги, да некој едноставно не го прифати и нормално во самиот процес на граници постојат и личности, односно обратно, можеби и токму ти си една од нив, кои што не прифаќаат не од другата страна. И исто така, ова е еден, да речам, простор каде што може да значи дека и затоа не се кажува не и не се знае да се каже не, затоа што па и не прифаќаме да другиот ни каже не. Сите овие работи е малку тешко да се прифатат. Нормално, ние сите сакаме да си имаме позитивен став за нас, позитивно мислење за нас, да се оправдаме себе си, да го оправдаме оно што го правиме и едно е да го разбереме оно што го правиме, а друго е да го и во ретот, нели, нормално да го правдаме, меѓутоа кога веќе гледаме дека не ни служи и дека не е добро ниту за нас, па ниту за другите, тогаш останува одговорноста да ние го промениме. Значи, го гледам ова што го правам, го обработувам, го прифаќам дека го правам, се прифаќам таква каква што сум и парадоксално бирам да направам одредена промена. Доколку не се прифатиме и не го прифатиме истото, тешко дека ќе може да направиме промена. Еве дел од нешто лично кое што секогаш сакам да го споделам како поддршка, исто така многу често сум патала ако некој ми каже не и ме одбие во минатото и тоа за мене било како па не ме сака, па не ме почитува доволно, меѓутоа нормално со текот на времето, со работата на себе, осознав и разбрав дека ако некој те одбие и некој каже не, тоа не значи дека не ме почитува и не ме сака, туку напротив дека се почитува и мислам дека долг период асертивните жени, жените кои што се почитуваа себе си, јас самата знаев да ги гледам со една негативна призма, низина негативна призма, со еден негативен поглед, со една лутина, можеби така некако би рекла, дури понекогаш и како омраза, несвесна, кон нив само затоа што е нешто кое што мене ми било несвесно, нели нормално забрането во текот на растењето, а многу сум сакала да бидам токму на тоа место. И затоа сакам да ве охрабрам доколку се пронаоѓате тука, доколку и вас ви сметаат оние жени кои што знаат да кажат не, кои што се грижат за себе, кои што многу често знаеме да ги наречеме кучки, да ги наречеме боси, да ги наречеме наметливи, нападни, арогантни. Да, постојат и арогантни секако, меѓутоа овде не одам во таа крајност. Знаеме да наречеме арогантна и некоја која што не е арогантна, туку само се грижи за себе. И жени кои што се успешни, па некако знаат да бодат очи, па види ја сега што се мисли, каде залетала и така натаму. И тоа е нешто кое што всушност
од една страна, доколку некаде ни е прифатено, може да го гледаме со восхит и да ја сакам да станам таква, а доколку ни е многу длабоко неприфатено, значи овој процес е некаде во средно училиште, кој што се случувал кај мене, што бил баш како може да е толку самобендисана, нели? Буквално дури и љубовта кон себе и таа самодоверба сум ја гледала како види ја самобендисана. Едноставно постоела девојка, жена без разлика, девојче, ученичка, соученичка, другарка, која што знаела како да се сака себе, да се штити себе, да го штити својот енергетски капацитет и да се става себе си на прво место. Сега, има и уште еден друг процес кој што тука ќе го донесам и некако мислев дека ова ќе е кратка епизода, ама имам многу што да кажам на тоа како да кажете не. Можеби ќе ја поделам на 2 дела епизодата, чисто само за да некако има некаков тек. Бидејќи кога снимам, веќе не снимам со забелешки, ретко нешто запишувам, гледам да сум спонтана и така како ми тече мислата, така и ви споделувам. Тука ми доаѓа нешто што е многу важно да го споделам, а тоа е дека многу често во позадина на некажувањето не, кај многу луѓе знае да постои чувството на долг, односно да се чувствуваат должни. И сега ова е многу индивидуален процес. Зошто? Многу индивидуално зошто кај некој се јавува тоа чувство дека им должи на другите, дека треба многу повеќе да им даде. Но нешто кое што би рекла дека често знае да биде, не секогаш, често, пак ќе кажаме индивидуално, значи немојте да се фокусирате само на ова сега што ќе го кажам, но во позадина знае да постои едно чувство, едно уверување, една мисла, јас не сум доволно добра, па затоа морам на другите да им компензирам и да им давам многу повеќе како и тие би ми давале мене. Кога ние даваме на другите, секогаш во позадина стои нашата потреба дека сакаме да примаме. Доколку тој процес на давање и примање е нарушен, тоа е друго. Меѓутоа, секогаш кога многу даваме, сакаме и многу да примаме. И многу често знаеме несвесно, значи ова е несвесен процес, да си ги купуваме врските, релациите, најчесто пријателствата, меѓутоа и вклучително и љубовните партнерства и не само баш на пријателство, и колеги, нели така натаму, така што ќе некако направиме одредена проценка што е оно што е потребно на другата личност или што е оно што ќе ја купи, подкупи буквално, ќе ја даваме одреден период многу за на некој начин да ја врземе за нас, за да се осигураме дека таа ќе биде тука. И сето ова е прекрасно, меѓутоа ова не е нешто кое што може да трае вечно, затоа што во одреден момент ќе се јави лутина, ќе се јави оној прогонувачки дел, каде што прво станува жртва таа личност, затоа што таа толку многу давала на другата личност, а не добива ништо од другата личност, што се јавува еден дисбаланс и незадоволство во односот, па понатаму станува прогонувач, па јас толку многу давам, ти ништо не ми даваш. Ова во љубовните релации е многу често изразено, меѓутоа и во пријателските релации исто така, а и на работа. Значи, вклучително јас како вработен давам толку многу, а вие не ме цените, или вие не ми покачувате плата, или вие не ме почитувате доволно, не ми давате доволно бенефици или доволно посебен третман. И ова е многу голем тригер за многу. Свесна сум дека ова епизода може многу некако да избуда, ама тоа е поентата. Само сакам некако да ви долувам дека не сте сами во овој процес, дека сите скоро се наоѓаме во овие процеси, дека не е нешто дека ние сме лоши ако го имаме ова. Тука едноставно да ова боцкање и освестување само да ви биде на некој начин шамар, окей, чекај, што правам? Не мора вака. Може односот да биде здрав, може здраво да ја поставам границата. И што се случува? Кога ние ги купуваме врските, релациите, без разлика, купуваме во наводници, значи кога даваме премногу и така натаму, ние само ја губиме нашата автентичност за да се вклопиме, за да припаѓаме и за другите да ни даваат многу повеќе. И всушност, кога некој дава многу, тоа е само знак дека нему му треба многу. И тука доаѓа моментот на дали тоа многу што ми треба е нешто кое што можам и самата на себе да си го дадам, а тоа е да научам да кажам не и да научам да поставам здрави граници, односно кога да кажам не и како да кажам да и како да кажам не и кога да кажам да, што е некако еден процес кој што е многу важен.
И сега некако во продолжение ќе пробам накратко да споделам како, односно зошто е толку многу важно да се каже не и како да се направи истото. Прво е многу важно да си ги знаете сопствените лимити. Затоа секогаш кога работите на себе, проверете си ги вашите внатрешни лимити и нека да освестите го тоа дека да се каже не е одбивање, туку тоа е едно искрено признавање на што е она кое што во одреден момент може да го направите. Многу често споделувам и го кажувам тоа зошто не работам, да речеме, повеќе часови во текот на денот. А можам. И имав баш со една клиентка имав еден таков разговор каде што ја објаснив дека ако јас земам 10 повеќе клиенти кои што можам да ги земам и сум имала 10 повеќе и 20 повеќе од овој момент, што ќе се случи со мене за 12 месеци? Буквално метафорички сакав да ја објаснам, затоа што, да речеме, често влегуваме во burnout, каде што се некако полажуваме за она кое што ќе го добиеме, за парите кои што ќе ги заработиме, за некое место и дестинација и цел што ќе ја имаме, а забораваме каде и како ќе изгледаме ние на крајот од тоа патување или после X период од тоа патување. Дали јас навистина сакам да имам толку многу повеќе финанси, да бидам во burnout, да бидам преморена, да не знам каде се наоѓам, да бидам во бес, да мојата работа едноставно веќе не ми е убава, или сакам да знам и да научам да кажам не, и да имам листа на чекање, да имам луѓе кои што нормално може да се откажат од таа листа на чекање, да имам толку многу во наводници изгубени часови кои што можам да ги имам, меѓутоа да бидам во склад со себе, да бидам добра, да се грижам за себе и да можам да бидам најдобрата верзија од, да речем, терапевтска верзија и за моите клиенти. И ова е многу тешко некако да се направи, затоа што ова е еден долг процес и бара некако многу долга работа, меѓутоа во оваа епизода не би можела сите процеси да ви ги донесам како и е нешто кое што е доста индивидуално и затоа секогаш поттикнувам доколку не си го знаете сопствениот лимит, веднаш почнете со работа на себе не на овој начин преку читање и слушање, работа на себе индивидуално со коуч, со терапевт, со некој кој што го работи веќе тоа, кој што може да ве води на процесот и да си ги откриете вашите лимити индивидуално. Кажувањето не, исто така ви ја зачувува енергијата, така што ви дозволува да си ги приоритизирате работите кои што ви се многу важни. И затоа оние луѓе кои што знаат да кажат не, многу често знаат секогаш да бидат успешни во оние работи кои што им се приоритети. И нешто кое што е многу важно е кажувањето не, е нешто кое што помага да се изгради врската со себе и да се изгради еден респект, односно еден почит кон себе и да се покажеме и докажеме на себе си, меѓутоа и на другите, дека се цениме и дека сме вредни и важни. Автоматски она чувство на не сум доволно добра и им должам, полека почнува да исчезнува затоа што јас сум доволно важна и доволно вредна. Сега, она кое што е многу голема кочница во овој процес е вина. Затоа што тука се јавува вина, срам, страв, многу емоции, меѓутоа најчесто вина и затоа проверете од каде потекнува вината. Некако пробајте емоциите и акциите да ги разделите, да видите дека не значи дека ако некого го одбијам, дека не го сакам, дека мојата акција на одбивање е нељубов или непочит. И секако тука е многу важно да ја нагласам моќта на емпатијата, затоа што кога комуницираме и кога кажуваме не, важно е истото да го направиме со многу емпатија. Секако зависно со кого, меѓутоа многу поретки се оние личности за кои што треба да бидеме груби, да бидеме понаметливи отколку оние со кои што треба да бидеме навистина многу емпатични и асертивни. Асертивно значи дека ќе ја уважам мојата потреба, ќе ја уважам туѓата потреба и ќе ја искомуницирам потребата без да ја повредам другата страна и секако без да се повредам себе си. Сега, она што е најдобро во кажувањето не, тоа е секогаш да се применува асертивна комуникација. Свесна сум дека кај нас е нешто ново, нешто допрва што доаѓа, доста некако сме отугени од овој збор. Дури на Google Translate, ако влезете и напишете асертивна, дава превод на метлива. Значи, буквално тотално различен превод од значењето. Баш асертивна значи ненаметлива, односно
ние имавме во третата група асертивна некако предизвик, дајте најдеме некој збор македонски кој што ќе биде, дојдовме сите заедно до зборот јасна, меѓутоа мислам дека ни тој збор не е доволно некако јасен за да може да ја објасни асертивноста, затоа што асертивната комуникација значи дека сме јасни, директни, експресивни на начин кој што не ја омаловажува другата личност, меѓутоа исто така не носи нас ниту во агресија, ниту во попусливост. Ова мора многу некако да остане, значи не одиме стануваме агресори, не стануваме попусливи. Стоиме за она што го сакаме со многу голема емпатија, со многу голема свесност, со многу голема присутност. И ова е тешко. И затоа знае да е процес кој што трае, каде што во позадина се откриваат сите тие моменти, од каде доаѓа виното, од каде доаѓа срамот, што со стравот, што понатаму, односот со родителите и така натаму. Мислам, тоа е еден процес кој што е многу долг, за кој што дефинитивно ова не е некој место каде што можам да го донесам, меѓутоа еве чисто ви носам како, значи преку асертивна комуникација, преку многу е важно кога кажуваме не да го кажеме тоа грациозно, односно да го кажеме тоа доста јасно, со кратко објаснување, доколку е потребно, нели нормално, често знае да е потребно, меѓутоа да биде кратко, да го нема моментот на оправдување, туку да го има моментот на кратко објаснување. Значи ние не се правдаме зошто не го правиме тоа, туку само кратко објаснуваме. Например, тоа може да биде не знам, дали ќе излеземе вечер, некој е најобично. Веќе имам планови, здраве, ќе се видиме друг пат. Значи, некаде каде што го има не, имам планови, не мора да ги објаснуваме плановите, не мора да објаснуваме не знам што и како се случува. И многу често тука јас дури поддржувам да бидеме свесни кој стои пред нас, за да можеме да видиме на кој начин да го дадеме објаснувањето. Ако пред нас стои некоја личност која што е доста емпатична и која што знаеме дека некако има доста големо разбирање и самата е асертивна, може да речеме, леле, не, многу сум уморна. Вечер сакам да се одмарам. Убаво да си поминеш, нели? Меѓутоа, ако е некоја личност која што ќе почне, која што не прифаќа не од другата страна и која што ќе почне да дури агресивно да контролира, несвесно и така натаму, кој што е баш контролор во границите, тогаш во ред објаснувањето не, имам други планови. Значи, за да нема некако премногу навлегување внатре, а сакаме да го задржиме односот, затоа што на крајот на денот и тоа е многу важно. Кога поставуваме граници, ги поставуваме за да го одржиме односот, а не за да го распаднеме, затоа што да го распаднеме можеме многу лесно. Границите се тука да не штитат нас и да ја штитат другата личност, како штитови. И нешто друго кое што е важно во кажувањето не е да имаме приоритети. Затоа што кога ние точно знаеме што сакаме, кога имаме приоритети, кажувањето не некако станува автоматски. Значи, ако јас имам за тој ден зададено 3 приоритети, јас знам дека на се друго кое што ќе ми одземе повеќе од, не знам, X време, повеќе од 15 минути, уште од почеток морам да му кажам не. И тоа е нешто кое што се вежба и нешто кое што дефинитивно многу станува навика, и тука само сакам да ве поддржам дека првиот пат кога ќе кажете не ќе биде тешко, вториот пат ќе биде полесно и веќе 20-тиот пат ќе биде лесно. Секако со некои личности ќе ни е малку потешко, многу често во некои релации ни е доста тешко, каде што има многу набој, каде што е потребно доста и да се работи на таа релација и така натаму, меѓутоа не е невозможно. И сега кога поставуваме граници, секако не е исто во некои лични, да речам, во личен сетинг, различно е на работа, различно е во лични релации, различно е граници со себе. Но, ве молам, не заборавајте дека мора да се научат граници со себе, самодисциплина, за да може да се задржи здрав баланс и да се учи да се кажува не и на другите. Исто така, многу е важно да се научиме да се носиме и ние самите со грациозно кога некој нам ќе ни постави граница и кога ќе ни каже не, значи да прифатиме, да разбереме дека тоа не е рефлексија на емоции, туку тоа е акција која што е согласно ситуацијата и која што не значи дека не сме сакани и почитувани. И исто така, да си дозволиме да пораснеме низ тоа одбивање така што ќе ни биде една можност за раст и развој
и нормално да најдеме друг начин. И ова е вештина која што се учи, која што за жал не ја учиме рано во животот. Некои семејства ја имаат, значи најчесто децата ја учат и од родителите. Меѓутоа доста некако луѓе ја немаат, токму поради тоа што се мешаат овие емоции. И само сакам да го донесам моментот за крај, дека кога ние, повторно ќе се вратам на почетокот, и колку и ова да ви звучи непријатно, тешко да се прифати, кога ние кажуваме да, а вриштиме од внатре дека не сакаме, ние не сме добра личност. Во тој момент сме ние злобни и ова е многу тешко да се прифати, затоа што во позадината кукаме и поплукуваме како другата личност не сватила дека ние не можеме или дека ни е многу тешко. И буквално не сме искрени, не сме ние искрени, автентични, добри, љубезни и така натаму, туку напротив, ние стануваме баш огорчени и лоши не само за себе, туку и за другата личност, затоа што и правиме на некој начин лице. И затоа сакам да ве охрабрам, сите кои што имате проблем да кажувате не, дали е тоа на работа, дали е тоа со себе, дали е тоа со родители, дали е тоа со пријатели, дали е тоа во релација со партнер, да се охрабрите, да научите, затоа што токму кажувањето не, тогаш кога треба, може да ви го промени животот. И се надевам дека ќе стигнат до крај оние кои што слушале. Веројатно уште една епизода и треба да снимам нова, а тоа е да внимаваме во процесот на учење да кажуваме не, да не почнеме да кажуваме не и на работи кои што нам на вистина ни се многу важни и потребни. Затоа што често знаеме да отидеме во одредена поларност, каде што почнуваме да кажуваме не дури и на работите кои што ни се добри и здрави за нас. Затоа работете на себе, индивидуално, пишувајте, некако размислувајте кои се тие процеси со кои што се носите и никогаш немојте да стравувате да направите промена, затоа што секоја промена е на почетокот тешка, меѓутоа дефинитивно ве носи кон многу голем раст, развој, задоволство и повисок квалитет во животот. Ви благодарам на сите што останавте до крајот на оваа епизода и се надевам дека многу ќе ви служи. Се слушаме во наредната епизода. Поздрав!